Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. Вечерот еден интересен еклектичен состав. Сашо Тасевски, добро вечер. Добро вечер. Јанаки Митровски, добро вечер и за вас. Добро вечер. Умер Мухамеди, добро вечер, Умер. Благодарам што дојде. И Митко Ѓорѓиев, добро вечер. Добро вечер. Да, имавте една динамична недела и имаше еден настан пред 2 недели од прилика кој што побуди многу интереси тука во Македонија, за жал од Бугарија, меѓутоа не за жал заради тоа што географски од Бугарија, туку за содржината која што беше пренесена од таму, а тоа е, не знам, мислам дека се редовни собори кои што ги прави бугарскиот претседател Радев со представници на бугарите од Македонија, од здруженијата кои што ги имаат, беа таму и тоа што можеме да го видам, мислам првиот или вториот човек што се јави, зборуваме за здружение кое што по теорија би требало да работат на подобрување или на зближување на двата народа, и првиот човек што се јави или вториот вели дека јас доаѓам од Ерусалимот на Балканот, од стариот бугарски град Охрид. И завршува гледањето на таа седница, која што притој одеше на живо и на собранискиот канал бугарски. Како со вакви изјави можеме да се надеваме дека ајде да тргнеме са политиката на страна, за двата народи повторно да ја вратат до вербата меѓу себе, кога почнуваме до оваа стартна позиција. Според вас ме интересира вашето мислење. Според мене јас прв пат бев на ова средба што се случува во Бугарија под покровителство на Радев. И јас бев таму изненаден кога ова комисија беше водена од представник на Возраждане или Преродба. И сега замисли, ние Сдружение од Македонија, таму еден проруски човек треба да биде главен на, или да ја води партиите, ове Сдружението од Македонија да ги води. И јас реагирав нервозно, иако таму беше амбасадорот кој, сакам да кажам, е персоналец и беше многу коректен се однесуваше, професионално се однесуваше, но јас реагирав бидејќи таму видов здружение што прв пат ги гледам, а предходно тие сите, еве јас ги реков поволни, неповолни, тие поволните беа кај председателот Радев, а ние неповолните, подобните не бевме поканети, јас реагирав. А како се прави таа подолба на подобни и неподобни? Подобни се тие што ќе поддржуваат политиката што ќе биде кажена од председателот на комисијата, а неподобни се тие што имаме посебно мислење како мене. И јас тоа така бурно реагирав, можеби, а не знам дека тоа оди се директно на националниот канал, дека има таму луѓе кои не заслужуваат да бидат здружение на булгарите од Македонија. За мене здружение треба да бидат луѓе авторитетни, кои ги знам во Македонија, универзитетски професори, луѓе кои знаат проблематиката и кои ќе градат мостови. Дали еден од тие беше и човекот кој што од Охрид претпоставуваме, кој што велеше дека Охрид е бугарски град? Има посебна тежина, господине Ѓорѓиев, бидејќи тоа се зборува пред председателот на соседна држава, се во живо оди на собранискиот канал низ цела Бугарија. Сакам да кажам дека не е кажано во некоја пилјара, туку во највисоката државна установа, има политичка тежина. Значи јас кој што зборуваше ти реков повеќето луѓе не ги знам таму. А се согласувате со таквата содржина? Со која содржина? Па еве за Охрид конкретно што ја спомена. Што мислите вие? Дали е во ред така да се именува градот? Значи Охрид е многу пати бил во составот на бугарска држава. И рековме, значи ние се договоривме дека за историја не сакам да зборувам, така? Добри, Софија била под Византија едно време. Било и византијски град тогаш бил. Значи, и ние сме биле Скопје, биле под бугарите, прва дали е бугарски град Скопје. И цар Душан. И цар Душан бил тука. Значи тоа што го рекол, не знам прво кој го рекол, него суштината ми беше друга. И јас цело време, и затоа ми се вика Сдружението, сакам да градам мостови меѓу Македонија и Бугарија. Многу пати тоа сум го рекол и вашите емисии. Но едноставно работите не одат како што треба. Еве, јас јавно ви кажувам дека видов добри моите години, јас сум 67 години. Тоа е последен пат што ќе настапувам на национална телевизија, бидејќи со моите ставови. Во Македонија зборува, да? И во Македонија и Бугарија секаде ќе се посветам на фамилијата, на пишување книги. Привилегија. Сега можете се да кажете и ќе немате шанса. Нема да кажам ништо, бидејќи јас ова држава си ја сакам
живееме во држава, ние имаме две државјанства плюс македонско, можеме да живееме било кај сакаме, но живееме во Македонија бидејќи тоа ми е татковина и си ја сакаме Македонија. Граѓаните кои што живеат во таа татковина која што е ваша и што ја сакате, сметат дека е премногу навредливо кога нивниот град Охрид се нарекува бугарски град. Вие сте за соработки, пријателство меѓу двете земји. Дали можете да речеме сега да осудите таа изјава и на тој начин да стекнете да речеме поголема доверба помеѓу македонските граѓани дека не размислуваат сите на тој начин? Јас не сум компетентен сега некој што дал изјава да зборувам у негово име. Не, во ваше име ве прашам се. Не знам прво што рекол. Прво треба да чуам, не знам што рекол. Дека Охрид е бугарски град. Значи, јас века историски, пак се враќам на историја. Многу пати бил дел од бугарската држава и историја. Бил е дел од Југославија, југословенски град. Тогаш бил југословенски град. И затоа реков, мислам дека не коментар Сашо, да молам. Треба да сватите една работа со цело должно почитување кон господин Митко. Значи тоа е цело време игра на добар и лош полицаец. Бугарската агентура овдека, нивните пропагандисти, извршители на пропагандата, креатори на пропагандата, веројатно ги дели на добри и лоши полицајци. Има едни кои што видливо се поагресивни, има други кои што се поумерени, помеки, но треба да се разбери сте таква приказната и во Бугарија, апропо нели руското и влијание и про-НАТО влијанието, истата работа. Тама им треба и руско влијание за како бекап во случај да дојде до некој пресврт огромен во светот, да имаат кога да го сменат дресот. Значи целото играње добар и лош полицаец. Апропо ова, со години наши, мислам, луѓе кои што живеат овде, кои што се, како што реков, апологети, извршители на бугарската, пробугарската пропаганда овде, која што е антимакедонска, со години, колку и да глумат умерени овдека во јавноста, која одат тамо, на разни трибини, дебати, како што рековте сами, често пати се клеветнички настроени кон македонскиот народ, негаторски настроени кон македонскиот народ и го прават се тоа што го прави бугарската власт, незината пропаганда, незиниот однос кон македонците. Сите мислите дека така действуваат? Или го исклучете? Апсолутно да. Јас ви кажам, Ѓорѓиев ги подели практично на две групи, едни разумни, другите Ја ви кажам, тоа е играта на добар и лош полицаец. Како сакате разберете? Целта е иста. Сега сте добар полицаец, да знаете. Целта е иста. Еве ви еден класичен пример. Нели имаше пред неколку дена, кога беше тоа, наводно го тепале тој Перев, некој го нападнал. Во официјална Софија реагираше. Ова официјална Софија, па тоа имаше по европски институции праќање некои представки, како се викаат тие правно и така натаму, дека е тепан, нападнат затоа што е бугари, не те бугарите у Македонија, како ги тепат, како. Еве снимката од Тинекс, што се случило, може камерата, која камера сака да сними, да видите каква е тоа опасна пропаганда и со што све се играат. Значи не е битно од свиркач, да кажеме. Која камера ќе снима? Која камера ќе снима? Ова е во Тинек снимката. Овој од левата страна на гледачите е господинот Перев. Кај што се гледа како прв замавнува со чадорот, го удира човекот кој што е во вербална расправија со него. По ударот човекот не реагира, значи оној што напаѓа со чадорот е тој Перев. Значи он не е удрен. Се гледа на снимката, ево уште еднаш ако сакате на телевизијата. Каде ви оваа снимка? Значи свиркач, некој ми ја пратил, немам појма. Сега да ви кажам, ова интересно има една символика, цела само да кажам дека како медиум мора да се оградиме од содржината, нисто да бидејќи не знам некој свиркач, не знам ни дали е вистинска или дали сечена. Еве ви кажам, еве информацијата, еве снимката, еве уште еднаш ќе видите. Лево на гледачите е Перев како со чадор удира. И сега тука се отвори на друга символика. Чадорот уште еднаш се покажува како најомилено оружје на бугарите. Ако се земе предвид дека 78 со помош на пренаменет чадор во смртоносно оружје, го убија поетот Марков, му бризга отров со таков чадор кој што мое во подколеница го буцна. Да, мое сознание е дека е добиен од тоа време од руската, од советската безбедносна служба КГБ и дека го имаат тоа направено затоа што го имаат наре. Еве колку години по тој настан, 78 мислам беше тоа, се смеде, еве го повторно чадорот во некоја рака кај човек кој што се нарекува дека е бугарин,
како напаѓа со него човек кој што влезен со вербална расправија, веројатно за тоа зошто ти ги плукаш македонците, зошто го негираш македонскиот народ, но небитно. Единствен што удира на снимката е тој господин кој што бугарската пропаганда го искористи како да е тепан бугарин. Сега прашањево е чиј чадор, кој му го дал овој чадор, символички кој му го дал овој чадор, ако се зему предвид со оној Добро, еве да речеме дека така е, дека ова е доказ дека е истенирано или дека меѓутоа кој има корист од овие работи? И што мислите дека во Софија не знае дека можеби како што велите вие дека тој е практично човекот што нападнал прв? Мислам, малце за многу сериозни работи со многу ефтин пиер се. Ама кој е ефтин пиер? Овие што клевета дека во Македонија се напаѓани и тепани, бугарите дека се ги тепаат македонците, ги напаѓаат на улица, кој е ефтин пиер? Што е тука пропаганда непријателска, она субверзивна дејност? Ова е многу опасна работа, затоа што тие го користат пред очите на светот, затоа што има реакција, имаше до Европска унија, до сите таму институции, дека во Македонија бугарите живеат страутно, под страутен притисок, под физичка закана и така натаму. Неколку дена пред ова да се случи, со тој Перев, беше оваа трибина во Софија каде што тој изјави дека е малтретиран во Охрид, дека Охрид е бугарски град. Значи тоа кадор, ако се зему предвид со оној еве да речеме дека така е, дека ова е доказ дека е истенирано или дека меѓутоа кој има корист од овие работи? И што мислите дека во Софија не знае дека можеби како што велите вие дека тој е практично човекот што нападнал прв? Мислам, малце за многу сериозни работи со многу ефтин пиер се. Ама кој е ефтин пиер? Овие што клевета дека во Македонија се напаѓани и тепани, бугарите дека се ги тепаат македонците, ги напаѓаат на улица, кој е ефтин пиер? Што е тука пропаганда непријателска, она субверзивна дејност? Ова е многу опасна работа, затоа што тие го користат пред очите на светот, затоа што има реакција, имаше до Европска унија, до сите таму институции, дека во Македонија бугарите живеат страутно, под страутен притисок, под физичка закана и така натаму. Неколку дена пред ова да се случи, со тој Перев, беше оваа трибина во Софија каде што тој изјави дека е малтретиран во Охрид, дека Охрид е бугарски град. Значи тоа, како што гледате и сами, никој не е глуп. Значи, тој го кажа тоа? Молам? Тој го кажа тоа? Кој? За бугарски град или за трибината, кажувате содржината што било таму? Па трибината па. Ама не е тоа само оваа трибина, па вие отворете разни трибини, интервјуа на наши. Јас сега зборувам за најновата, бидејќи после целата Голгота што ја поминавме, сега повторно истиот наратив не се случува, заради тоа реагирам. Дека ништо не учиме од минатата. Видиновски многу е просто, лага искажана 1000 пати станува вистина. Тоа е Бернис ли беше, како се викаше тој, тоа е и Гебелс. Значи они тоа го користат да ги промовираат, тоест да ги наклеветат македонците дека се не знам како. Гебелс, ќе разговарам со Ѓорѓе после за тој човек, има една историја, сакам да ја разјасниме тука бидејќи кажавте дека прв пат доаѓате во студиото. Имам и правник познат во студиото. Кажете сега дали има тука шанси, сега не знам, и државата некако или правосудните органи да реагираат кога наши граѓани македонски одат во странство и даваат вакви изјави дека Охрид е бугарски град или слично, или дека се малтретирани, тепани, нешто за што нема клевета. Да, дали државата би требало и дали воопшто може да реагира тука? За да постои клевета, вие треба конкретна личност, значи име и со презиме да наклеветите, односно лажно да тврдите дека сторила нешто кое што пак е навредливо, односно е неточно и штетно за вашиот чест и углед, доколку ако видите и серијата на дела, односно во главата на дела против државата, нема да најдете за жал можеби, или за нечува среќа, да најдете вакви кажувања дека се инкриминирани како противправни, можеби во делот на нарушување на територијалниот суверенитет, меѓутоа таму па се бара конкретни дејствија да се преземат физички за да се одговара по тоа кривично дело. Гледате, проблемот е следен. Значи, супер е тоа што господинот Митко со пола уста осудува, не сака се воздржува, бидејќи знаете како ако каже нешто друго ќе се најде на осуда во Бугарија. Проблемот е следен. Бугарија како национален спорт е таму. Извинувам што е прекинувам, меѓутоа сепак има храброст да излезе во ред, и да зборува јавно. Многу и го нема таа храброст. Добро, сето тоа е во ред. Меѓутоа проблемот е следен. Во Бугарија национален спорт е и на помалку или повеќе официјална политика е да се има територијални претензии кон Македонија. Тоа е главниот момент кој што е за мене спорен. Инаку историјата особено на Балканов е спорт, професија, што сака и сега може да се толкува на кој сака начин.
Во Бугарија што ќе пишува во историските книги, мене баш ми е гајле затоа што тоа мене не ме тангира и не ме интересира, нити пак ние можеме да ги спречиме да пишуваат што сакаат, но самиот факт да имаат нескриени територијални амбиции, да таму има парламентарни групи цели кои што знаете, зборувам и за партијата кој што спомна и Митко, кои што излегуваат и со декларации такви, значи со отворени такви барања е многу попроблематично од го удрил со чадорот зборува. Значи ние се навикнавме на тоа. Случајот Пендиков, например, јас тогаш реагирав не на мислам виде прво претепување дали заради тоа што е бугар или од која било причина, неприфатливо. И добија затворска казна тие што го нападнаа, но проблемот е во тоа што тогаш реагирав силно на однесувањето на Бујар Османи, кој што од позиција на министер за надворешни работи се стави во улога на судија, обвинител, екзекутор, се. Он дојде кажа нападнате за тоа што е бугарин, а тоа не ни беше, мислам дека утврдено во судската пресуда, туку беа за тешка телесна повреда осудени на по 8 месеци затвор. Ако не се лажам, не знам ни дали е правосудно завршено, но првостепената пресуда беше таква. И сега постои, значи бугарското разузнавање во Македонија работи, македонското контраразузнавање веројатно спие, е на подлог зимски сон, да постои ваков тип на пропаганда. Само ќе ти се убацам, извини, не спи. Само толку ништо. Добро, сам ВМРО кога се на власт. Не, осте ВМРО, не спие. Значи не спие. Проблемот е што ваков тип на пропаганда постои. И вие имате во делот на наводното угнетување, кај нас многу се барата со бројки и тоа се користи и за тоа се користи бројката на бугарски пасоши заедно во Македонија. Сите знаеме дека тоа од економски причини, сите тоа го знаеме, на тие луѓе не можете да им замерите, едноставно немаат шаре тука и затоа е пред се државата крива, а не никој друг. Но јас едно нешто и кога сум разговарал јас со пар бугари кои што ги познавам нели вака површно, и кога ги прашувам зашто на попис има 3500 декларирани бугари, тие ми велат они се угнетени, не може да се искажат. Мене кој ми спречил да се искажам дека сум влав. Еве дечкото до мене кој му спречил да се каже по националност албанец. Но имате друг момент. Бугарија дозволува од Македонија да се гласа во Бугарија како диаспора. Што мислиш колку луѓе се јавија на последните избори да гласаат во бугарска амбасада? Помалку од 100. Најмногу си имаат јавено, погоди 3500 оногу што се декларира. Не, на последните беа многу. И тој ти каже, кој нив ги спречува? Види во бугарската амбасада тоа е екстериторијално, значи тоа е бугарска територија. Кој може да го спречи било кого да отиде Добро, да претпоставувам имате коментар за овие работи, потоа сумираме. Добро, имам коментар. Прво, нели се договоривме за други теми, днеска во овие теми да влеземе, имам причини. Не, се за историја реков мене има да. Не, уредо. Прво, Бугарија нема никакви претензии спрема Македонија. Се извини. Сега без слушав. Бугарија е прва призна македонска држава. Тоа е декларативно. Добро да И не знам какви претензии има. Кога Бугарија како има, не знам од кај ви овој заклучок? Значи од каде? Затоа што ни го спорува идентитетот. Не ти го спорува идентитетот, призна македонска нација. Бугарија прва призна македонска. Што е тоа ако не е претензија? Призна македонска нација, македонски јазик. Бугарија прва призна. Од кога ги призна? Од 45-та навака како конструкт Он на те Тито. призна како македонска нација, нема дата. Зошто дата? Да, прва земја што призна е Бугарија, втора е Турција, тоа е точно. Меѓутоа призна и македонска нација, македонски јазик. И во исто време бараа војска. Од кога ги призна? Ама не знам од кога. Важно ти призна македонска нација. Вика имаме, не знам дали пише таа од 45-та. Неговата историја реков да нема да зборуваме. Македонска нација има македонски јазик. Има македонска држава. Кога Македонија војуваше, имаше тенкови овде бугарски. Имаше, ајде да не зборувам никој. Што се ослободува од старо железо? И што се? Така е. Па да. Па добри, неблагодарни, но уредно. Тоа една година или две пред конфликтот 2001 година стигна и тие и тенкови и оклопни возила и топови. И 20 кога влегува во НАТО они мора да заврши работа. Нафтата доаѓаше од Бургас, немавме нафта, 20 милиона долари помош економска ухрана и тоа зошто го направи? Значи не е баш така, но едноставно за Перев да ви кажам. Извинете само извини што кога кажав територијални претензии, мислам дека и потенцирав одредени политички партии, значи некако официјален став на државната политика. На мене партиски став, државна политика, се зборува за државна политика. А за Перев нели што рече, значи јас не бев кај зборував нели кој бе кај Радев
Перев беше кај Радев, јас не бев кај Радев. Јас сега не искам да правам на тие теми разговор. Јас не бев кај... Јас не бев кај... Прво сте вие темата. Кај си бил ти, што си Значи јас не бев кај Радев, значи не бев кај Радев. Моите, јас едноставно имам мој став, тоа го држам, дека во Македонија сите сме македонци, сите дојден сме прво македонци. Како ти се декларираш дека си бугарин? Како можеш да си македонец? Значи, сите сме македонци. А што има бугарски корени, тоа е друго. Што има влашки, тоа е друго. Ама сите сме македонци. Јас се декларирам како македонец. Добро, кога слушате сега оваа дебата, ве емотивно некако ве засега, како нашто не засега? Па, види, искрено, мене како млад човек многу ми е жал што идентитетските прашања се главна тема на интерес. Мислам, за жал се најинтересни за граѓаните. Мислам, идентитетските прашања се социјален конструкт, биологијата, односно животните потреби се реалност и факт. Сега ние наместо не тука, туку генерално да збориме за основни човекови потреби кои што ни недостигаат, како на пример ние немаме јавен превоз нормален, не можеме до работа да одиме бидејќи немаме јавен превоз. Ние денеска да разговараме за бугари, албанци, македонци, не знам, Охрид бил ваков бугарски град или не знам, имаше еден градоначалник кој викаше дека Тетово е албански град исто така, што исто така сметам дека е проблематично, но мислам дека дебатата треба да биде насочена кон друга тема, тоа е кон некои теми кои што не засегаат секојдневно, односно кон животните потреби. Бидејќи кажав, идентитетските прашања се социјален конструкт. Токму овие теми и како на начинот на кој што се гради таму политиката директно зависи од тоа како ние ќе се движиме кон Европската унија, а многу луѓе сметаат дека Европската унија е алатка како ние да си ги направиме дома реформите побрзо. И на тој начин ги спојуваме овие теми дека се многу важно за државата да... Значи, сударот се зведе на тоа на прагматизам, односно напредок кон ЕУ и на идентитетските прашања. Затоа на идентитетски принципи, затоа ова го спомнав. Односно на во Европа без достоинство или без Европа, но со достоинство. А реалноста е дека ние сме без достоинство 35 години навака. Може само кратка реплика. Апсолутно, како не. Само кратка реплика. Извини што ти се убацив. Со самото тоа што постои овој идентитетски проблем, кој што го носиме како мечка на грб, кој што мораме постојано да ја раниме. Проблемот со идентитетот, оспорувањето на нашиот идентитет од Грција, од Бугарија и така натаму и така натаму. Со самото тоа што како мечка ја носиме, што мора постојано да ја раниме, уценувани со морков и стапот на Европска унија. Значи дека проблемот не е неважен. Баби и жаби се превозот и се баби, превозот чистиот воздух да јадам леп или кавијар или пилешко, а жаби се идентитет, значи две различни работи се тоа. Дека се важни. Еден пример ќе ви дадам. Тоа обично спинерите го користат во ситуации да ја релативизираат проблемот со идентитетот што му се случува на македонците во 21 век. Кога па што е битно или битно е да се возиме до ова. Ја вака ќе им кажам. А зошто им е тогаш битно на бугарите, кои што се држава официјално со сите салтанати уште од која година, таму 1870 некоја година, зашто им е тогаш на бугарите битно? А ние треба да се однесуваме како денес тоа не ни е битно. Што е битно македонците, дали Гоце Делчев е македонски или бугарин? Многу е битно. Затоа што во Бугарија исто така имате политики, односно партии кои што на таа тема добиваат политички поени. Еве зашто им е битно за тоа. Може да е нешто... Дебата е слободно. Дебата, значи вака. Македонската нација е признаена од Бугарија. Македонскиот јазик е признаен, македонска држава. И сега признаена е како конструкт на Тито. Извини, ја морам да ти се убацам, само кратко. Знаеш, Митко, ти можеш 1000 пати да кажеш признаена, дека ја морам да ти кажам дека е како конструкт на Тито. Значи нешто што е од 45-та навака. Вие не ја признавате македонската нација како посебна нација вековна која што постоела многу векови пред времето на Александар Македонски, така? Не е битно од каде, постоела и пред, па и од времето на Александар Македонски. Значи
ме прекинуваш. Извини, морав да ти субасам, пошто ти нон-стоп тоа го Ама веруваш, никој а ја пат не треба ти да се, се ама никој сложиме пат со не ти тебе. се, те Борец, слушам збори. внимателно. Да, окей, Митко, Али тоа збори. се трикови сега ви, како да ви кажам Нема сега? трикови, еве збори. Тоа се трикови, извини. Значи македонска нација признаена, македонски јазик повторувам признаен, македонска држава признаена. Но во прашање овде треба на народот, на македонскиот народ да му се фрли прашина во очите, бидејќи прв во ова студио пред 3 години реков дека Македонија е дел од српски свет. Тоа беше и извештајот на комисијата од Македонија Ама, дел ајде, од овој се свет. молам. И сега, за овој српски свет да успее, ние овде луѓето ги и наваѓаме причини. Бугарија е крива, Грција е крива, Албанија е крива, сите се виновни. Српскиот свет не го тера бугарскиот председател да излага со изјави какви што Како излага. Со претходна на министерка за надворешни работи Захариева од ГЕРБ да излегува со изјави. Тоа српскиот свет ли го прави или го тоа се пробугарски види, конструкции. не е Дали е Радев било кој, не е Захариева било кој. Дали излезе во извештајот на комисијата дека Македонија е дел од српски свет, дека министри Секако дека- одат во Белград Секако и дека разговарат одат, за се тај мисли на српски еден свет. конкретен конструкт е министер српски Иван свет? Стојковиќ. Чиј конструкт е српски свет? Као конструкт, чиј е? Пробугарски. Како па руски? Пробугарски. Како теоријата на Дугин ти ја читаш ли? Ама тоа сакам теоријата да ти- по Дугин не, друго, како не ме свати, проруски? сакам да ти Дај, кажам. дај, Тоа е синтагма дај, која дај, што ја користат бугарите последните Ма не се знам колку бугарите, години. Сашо, И дури ти- сега влезе во Европска унија како употреба дури сега. Претходно бугарите ја користеа. Значи- Српски свет, српски свет. Србо, точно. не знам, србо Не, какви сме биле. Ние, не знам. Добро, Не даваш да бидеме парламентарни умер го прекинавме да се Извини, ајде. докаже. Но се работи само за српски свет. Треба да помини затоа во Што треба сега, бугарски свет да стане? Не, никој не те вика, бе, сакам европски свет. Јас сакам да живеем во Европа. Европа ние не ме сакаме сака нас. македонски Европа не Европа очува те дека треба сака. да се Ние не ја згришеме. сакаме Европа, бидејќи ние Европа сакаме нас да не бидеме Видовме дел дека од српски Европска унија свет. ако сакат Сакаме и да со бидеме Украина и дел- Молдавија ќе ги дел од внесе, српски значи свет. сега да не се Добро, правиме Умер, дека повели. не разбираме до толку. Види дека Бугарија не кочи таа перцепција што ние тука ја создаваме, а уствари ако мислам и извештајето на Европската комисија Сега сами го заучиме во Сигурно. голема. читате. Истината е тоа. Тука исто така цело време постојано се спомнува борбата против корупцијата и организираниот Посветил сам на криминал. глава за тоа, да. Значи тука затоа сметам дека е битно некои тука домашни работи ние да ги завршиме, па после да Добро, околу биде- кочињето. Ама Дали ова е дали уценета. ако не постоеше проблемот со Бугарија, ние сега ќе ги имавме преговорите Не. отворено? Не. Дали ќе тече? Не, Како дефинитивно. Албанија заедно? Ја мислам да. Дефинитивно Не, Ја не. мислам Албанија како ги Која е почна? причината зашто не ги Во отворивме Албанија, поглавјата? во Албанија специјалното јавно обвинителство таму почна да си Поапси све работи. живо. Точно. Поапсија све живо што кажува и затоа и тек тогаш они почна преговори. А не Имаше пред тоа. настан каде што Ние имавме специјално настан каде што беше обвинителство и кажано дека заврши Македонија да. со малце. Да. Имаше настан го пренесувавме стиле дека официјално Македонија и Албанија ги отвараат преговорите. Тоа беше пречекано со аплаузи. Албанија без првиот кластер го отвори без никаков услов, а нашиот прв услов беше да ги внесеме бугарите во уставот и потоа без никакво друго одложување ќе го отвориме првото Ултиматум. поглед. Тоа е така. Да. Ултиматум. Сега сакам да го спорам тоа што го велите дека не е проблем ова Се што имаме со проблем, Бугарија но не е за клучен што главен ние го отворивме проблем. А, преговорите. Се проблем, но не е главен проблем за дискусијата, мислам сите дебати да ги насочиме кон таа тема. Мислам има и многу други проблеми едното кои што не треба го да ги исклучува избориме и другото. за Сега кои за- треба да нудиме решенија како да ги надминеме. Господине, работата е шо? Они билатералниот спор меѓу две држави, така ќе го наречам, меѓу Бугарија и Македонија, го направија ултиматум Да, за со влез на францускиот предлог. Македонија, за отварање на поглавјата на Македонија за влез во Европската унија. Ултиматум, и тоа е значи оно основното, тоест ветото на Бугарија последно и ова билатерално прашање со што стана како главно за унијата, за ние да отвориме да почнеме сите изјави последни со фактички покажаа со овие последни изјави, а овие администраторите Европска унија, Европска комисија, дека фактички тој билатерален спор го користат како алатка за уцена на македонскиот народ. Крај, нема што тука филозофија голема. Не знам, малце ми е, не знам како да ви кажам. Бугарија не е проблемот. Бугарија не разговара за тоа, разговарате со Европската унија. Јас не знам, јас верувам дека сега, ништо бе, нема. Митко, сега, Ќе ај, ме сега молам, се правиме. ама јас се зошто ми опаѓаш? Горе, ајде, кажи, ама Па како сега да ти кажам, не сме на зборуваш, театар, не извини. зборуваш ти. Ама јас Од тебе зборува бугарската пропаганда, а од не тебе зборуваш зборува ти. српската пропаганда, бе човече. Абе, Ај малце албанската Српската пропаганда. Немој пропаганда. сега така ти да. Каква бугарска пропаганда? па се она што официјалниот Тоа е официјалниот српска Софија пропаганда. ти го зборуваш сега тука во Ма не, емисија. И ама сега каква се ја да емисија? чутам.
Ама каква бугарска пропаганда зборуваш? Па еве ти ова што го зборуваш, Јас зборувам најмакедонски, а ти зборуваш прострпски. Вашата прострпска теорија. Прострпски што зборувам. Кажи ми што е прострпски. Еднаш те слушав на телевизија кога си седел со Кажи ми дедо. сега што е прострпски, пошто ти сега тоа е. мени дека сум српски свет употребувам Па таму. српски свет е Што е, упрашање. кажи ми еве што кажав од српски свет, ајде нешто, што беше српска пропаганда? Цело време зборуваш против Бугарија. Јас зборам против. Цело време Бугарија е виновна Бугарија. Не, ние сме виновни. Не бе. Јас верувам дека ништо, ако Македонија најде сила да влезе во уставот, што на мене ништо не ми значи, верувај, ништо не ми значи тоа дали ќе биде устав, Македонија ќе ги почне разговорите и еве ќе почне разговорите и на брза лента ќе влезе во Европска унија. И сега само ќе Ајде тука завршуваме со оваа дебата. 20 секунди. 20 секунди. секунди. Во Бугарија живеат 2 милиони и 300 бугари со потекло од Македонија. Значи македонци. Како ќе ги прашам, ќе ти кажам какви се. Не сакам да ме прекраташ. Во Грција, во Грција живеат не знам колку милиона македонци. И сега за мене не можам да разберам кој е тој отпор овде Македонија да не влезе во Европска унија и природно, економски и политички да биде Македонија обединета. Ние нека влеземе, еве памет давам на владата, уште секунда. Кога ќе влеземе, првиот ден кога ќе влеземе во Европска унија, да излезат, да направиме овде референдум и да кажеме ние Северна Македонија го отфрлуваме, ние сме македонци. И готово.